Дождовите и бујната вегетација ја зголемија опасноста од крлежи во источниот регион. Нив во овој период ги има повеќе од кога и да е. Има крлежи, се има. Гусеници, буи, се што постоje од животинка. По куќите, по двориште, тај што чува стока, тама се повеќе. Загарите мои се пуни. Па треба нешто да преземе општината за некое прскање или семејствата дома што чуваат стока, да прскат, да се чисте тоа ѓубрето, никој ништо не презима. Дневно, најмалку по 20 пациенти завршуваат на инфективно оделение, како последица од укасување од крлеж. Ова воопшто не е наивна работа, зашто тие се потенцијална опасност од многу заразни болести. Предизвикани од рикеци, од борелии, така да може да течат со клинички слики на високи температури, осипи по кожата, зголемени лимфни жлезди. За ова да не се случи, многу е важно крлежот правилно и навремено да се извади. Се смета дека 6 сата крлежот си наоѓа погодно место доколку влезе на човекот. Наредните 4-5 часа тече постапката на пробивањето на кожата и веќе ставање на главичката внатре. Така да треба крлежот да се извади што е можно порано, значи во рок од 10 на сата после укасувањето, со цел да не ги исфрли причинителите на болеста. Освен за луѓето, крлежите се опасности за животните, но и во овој случај треба особена внимателност при нивното отстранување. Луѓето кои ќе забележат крлежи на животните да не ги отстрануваат сами, да ги донесат на ветеринар, да се третираат со инсектицидно средство и главно е значи да се користат или превентивни ампули или каишки против крлежи за да бидат заштитени примерно некое време, месец-два. Сепак, клучно во се е превентивата, животните подалеку од тревата и редовно нивно проверување, а луѓето во природа да шетаат во бела облека и да прават самоконтроли.